Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодевска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Па така е, убаво попладне, добре дојде, среќен празник нека ни е. Среќен празник нека ни е Македонија. Честитки кади да сте македонци и се надевам дека и овој празничен ден ќе придонесеме нормално за добро да се чувствувате, насмевка, позитива и да останете во Никој како до самиот крај. Така ли Кате? Така е, да. Како ќе најавиме? Спектакуларно. Спектакуларно, како и секогаш. Како гостинката, како концертот што не очекува и како емисијата која што ве очекува со нашата гостинка. Да, значи Никој како и са идеме. Бато, htjela sam letjeti. Bato, krila mi uzeli. Bato, mogla sam voljeti. Bato, nisu me pustili. Srećan praznik! Slušaj, ama im dočestimo ame praznikov na Lugeta so Bato. Добре ни дојде Кариопи во Никој како. Конечно да се видиме во студио. Много ви е добар насловот на емисијата. Веднаш ми текна на оваа песна. Нико, као ја, Нико. Таму ни текна. Нели? Таму ни текна. Како сте убави мои? Најдобри. Значи, празник денеска 11 октомври, да им честитаме на сите вака уште еднаш. И празник за мене како што влегов во телевизија Телма и топлите преградки. Што ме дочекаве? Луѓе, ова е стварно неверојатно. Навистина ми не достигало многу ова чувство. Или фала ви што така ме пречекавте. Добре ни дојде во Телма, навистина одамна се нема видено во живо, иако неколку интервјуа изминативе година две правевме. Ама во другото студио, а во ова студио немам влезано многу одамна. Драго ни е. Се допаѓа? Прекрасно. Супер. Целта на емисијата ни е забава. И преку забава, нели, луѓето малку да ги опуштиме, од секојдневните проблеми. И тебе да те опуштиме, иако се следува и понатаму напорен период. Пробите веќе почнат, во тоа сме сигурни. Концертот бројат денови и сати. И ајде сакамо таму да почнеме. Концертот, рековме, спектакуларно ќе биде, така и го најавуваш ти. Па спектакуларноста за мене пред се, Ненад, знаеш, тоа од секогаш е така, не е во технологијата, тоа се знае, што е све возможно да човек постигне и да направи како аудиовизуелен, да кажам, пакет. Но она што е кај мене најспектакуларно се песните, тоа се емоциите, тоа е она што долги години ме прати и ми дозволи да бидам она што сум денес, тоа е публиката. Најспектакуларно нешто ќе биде народот кој што ќе биде во Борис Трајковски арената таа вечер. Па добро, тоа е и очекувано. Сме биле на многу твои концерти и да, во тоа е умешноста и тоа е тајната на еден изведувач, да ги крене сите да играат и да ги натера сите да пеат. И ќе пеат, и ќе играат, тоа дефинитивно. И ние ќе те натераме денеска да пееш. Да, да пееш, ама не нешто такова. Караоке. Навистина. Иако нели музиката ти е животот, да секогаш пееш, но во караоке варијанта. Знаете дека јас каде еднаш и единствен пат имам пеено караоке. На Шанзелизе во Париз бев со моја пријателка од Базел замината на викенд и како што шетаме, гледаме еден клуб и пеат караоке, јас викам морам да си ја пробам среќата. И тамо певка, мислам дека Битлси, од Битлси пеев песна. Мене ме интересира после твоето пеење. Си заминавме. Реакцијата на публиката. Се заминавме, оти срам ми беше затоа што луѓето си рекоа што бара ова овде, нели сигурно.
Оци луѓето секако дошле да се забавуваат. Јас си изживljавав, ама си го направив кејфот и си продолживме понатаму. Браво. Па да, караоке забавите се многу популарни по светот и кај нас, така што сакавме и дел од таа шема, караоке шема да вметнеме. Лажам, тоа не е единствен пат. Сега ми текнуваше еднаш дека бев повикана од кинеска амбасада на вистинско караоке, такво караоке. Вистинско караоке и они кај нив е многу популарно караокето и тоа им е главна забава. Јас не знаев, за тамо не бев спремна. Бидејќи мислев ке играме пинг-понг, тоа беше целта на мојата посета. Игравме пинг-понг, што игравме. Сега одиме во другата соба, кога видов цел систем изграден за караоке. Викам, нема бегање. Тоа ми беше втор пат. И што пееш? Дали беше Витни Хјустон, нешто така. Си спосрамотив, си спорезелив, ама нема гајле, помина. Нема гајле. Како може Други калјупи да ти важи. изрезили? Ја знаеш песмата доволно. А добро се, па види караоке тоа е тоа, нели? Ја и овде дел од гостите кои што викаат, леле како ја ќе пеам. Караоке треба само да има желба. Точно. Овде не се бара вокални способности и така натаму, Слушно, иако е за убаво. караоке се бара чист аматеризам. Имам Така е. една пријателка во Белград, моја најдобра другарка, Јадранка, Јаца ја викаме. Не да нема врска со пење, Ама пуста желба. пуста желба, сонце Многу мој, да голема. видиш која желба е тоа, просто ќе се згранеш. Значи, јас го славам својот 50 роден ден и се собравме најдобрите другари, значи, во една вила во Грција и изнајмив и сега само ја чекаме Јадранка да слета од Белград во Солун. И Јадранка доаѓа, го донесов Роландот со Леле, мајко. Јас кога ја видов со Роланд, кашико леле звучник, Звучник. Да. реков ова нема крај. Имам уште еден другар, не можам да го спомнам бидејќи е јавна фаца. И тој исто многу сака слабо караоке. пее, со Јаца во дует, тоа беше луѓе само еднаш вака струјата исклучив, рековме фала, не треба. Толку. Значи добри за фајрон. Не, ама знаеш како јас ќе ти кажам. Значи јас многу сакам караоке, го открив на возрастни години. Си се собираме со кумашини, кумови и така натаму. И тоа е една чашка винце, нели, и потоа се почнува. Портокаловиот е на жените, тој подобро пее, нели, не прави подобри нас певајки, а овој другиот е на мажите, плавиот, ако дојдат до него. Така, И а тоа доаѓаат ли се вика, и знаеш како е најдобро за негативни Добра, ама вибрации. ти верувам дека пееш супер. А како да не? Мола? Еве ме слушна. Ја видев сестриве Тодевски, се сестри, Да, не ама може не, не можам со нив секако, Ама и си дека музикална. нешто. Музикална е, Има да. сите музикална жичка. Така Така, што, така, имам ајде, не некоја биди жичка. скромна, Имам колешка, некоја да те жичка. поскавам. Никоја, така е, да. Добро, Ама супер. убавовете. Ајде да Ајде да се почнеме ние со игрите, иако и Ајде. тие се поврзани Ајде да нели видиме. со интересни прашања, на различен начин ќе се одговара, така што мислам дека ќе биде навистина интересно и малку не секојдневно калиопи сме правиле многу Добро. интервјуа, сакаме ова да биде скрос различно. Добро, За сите гости, па и за тебе на Ајде, нашата нема емисија. гајле. Број. Можеш само да си одбереш од 1 до 30 бројчиња, само Пет, кажуваш и прво ние пет. ти кажуваме прашање. Што е нешто што никој не би го предпоставил за тебе? Ау, Тешки совети, мислиш ли? Да барат малку нели? леле, чекај, што е нешто што никој не би го предпоставил за мене? Да. Да. Како го погодив прашањево? Не требаше петка кали. Нешто што може би правиш дома, Може би не се не секојдневно не би ни Све е секојдневно, се што прават сите, јас тоа по дома си правам. Сега вака гледам, излагам од дома, одам на улица, чекај. Да. Па не би предпоставил, може би никој за мене Некој ритуал пред да легнеш, пред настап, нешто, некој што не би предпоставил дека правиш. сакам. Знаете што не би предпоставил никој за мене, дека сакам да возам Париз Дакар. Тоа ми беше животна желба. така кажи. Многу. Париз Дакар сакаш да возиш. Да. Си се обидела никогаш? Не, затоа што веќе мислам дека тркате и таа И прекина, релација не така. прекина, нели? А на времето го молев Даниел од Еуримпекс да направиме еден таков предизвик, нели, да ама не ми успеа тоа. Сепак повеќе половат, така што Така е. тоа е. Добро да како идеја, има уште време да се оствари тоа желба. Може би некоја друга, да. Така е. Ајде друго бројче, од 1 до 30. Број 8. Кој е твојот таен талент кој ретко го покажуваш?
Готвење, многу знам да готвам добро. Навистина готвиш добро? Да, многу добро Што готвам. готвиш најдобро? Се. Значи, правам секаков и то традиционална кујна до кујна која што е европска, кујна која што е, па и ние сме европска. Така? Да. Исто сакам многу да импровизирам. Во кујна? Да, многу сакам да А импровизирам. зимница Калиопи сега е период на Сум зимница? правила како дете, ама сега немам кога, немам каде. Да, Треба да. услови за тоа, знаеш. А сакаш да јадеш ајвар, О, чај, бутин? обожавам. Да Таква? отидам во Кичево, можеби, па уште со мојата фамилија која што е тамо, можеби и можеме да направиме такво нешто. Никој ајвар. Да. Добро. Бројче Калиопи? 13. Кој е најчудното нешто што ти се случило на состанок? Се мисли на генерално, може и бизнис состанок, може состанок како состанок, не мора да е љубовен состанок. Па, да, најчудното било кога од другата страна, например, кога сум одела, например, некакви видови на соработка, да ме прашаат што можеме да ви помогнеме. Јас викам, не дојдов во Црвен крст, да ви помогнете, дојдов да направиме соработка, така што тоа ми било едно од нешта кои што ќе запамтам, а во главном фалам на Бога, имам соработка со навистина прекрасни луѓе и состаноците течат секогаш во најсовршен ред. Одлично. Супер. Бројче Бројче? Калиопи? 18. И ти, а он чека за види кој прашање, да. Дали некогаш Калиопи си испратила погрешна порака на погрешна личност? Леле, сум. Кога се случи тоа? Леле, господе. Иако може да ми кажеш, Иако може да во уво сме. Чекај, толку беше лошо што го заборавив. Не можам. Шегувам се. Значи ми се случило, да. И тоа беше многу страшно. Ама, да, затоа што не можев да избришам, бидејќи беше на обичен Да, SMS, да. SMS. И века, ова е многу добро и практично. Топло е во студијево, драги гледачи. Срам? Те јадеше после? Јанза срам? Не, Јанза, леле, страшно. Значи, тоа беше многу страшно. Како се извади? Ништо, Или се никако? јавив. Се јавив. И реков погреш. И реков многу длабоко си изминувам, пораката не беше за тамо. Не, Добро. А така? Добро. Бројче? Бројче Калиопи? Бројче, што реков последно, 18? 18. 28. Најчудниот комплимент што некогаш си го добил? Или за тебе чуден некој да ти дава комплимент и ти викаш Боже. Секогаш ми беше чудно кога луѓето ќе ми дадат комплимент колку прекрасно изгледа. Додека тоа го некако прифатив со тек на времето. Знаеш како, јас никогаш уште од малечки нози, уште од пубертет, тоа ми остана некако нешто е. Не сум, кога ќе ми текне еднаш кога дојдов дома, мајка ми дури, мислам, ми даде по задникот една, зато што дојдов и реков, јас сум грда. Јас, како си ти грда? Сите се така убави, само јас сум грда. Зошто јас бев 2 години помала од генерацијата и порано тргнав во школа на 5 години. И сите развиени девојки одат. Јас даска днк, мајка ми, сине, па не ти си преубава, вака, ба џабе, ти си ми мајка, што ми зборува? Ајде бројче? Тоа како приказната со грдото прајче и која порасна. Грдото прајче, да. Порасна лебедов, ама уште не сваќа дека е лебед. Се гледа во грдало дека е пајче. Тоа е цела проблематика. Добро, секогаш е тоа кај луѓето кои што се, да речеме, јавни личности, така натаму, или зависи од карактерот, никогаш не си свесна за Не само своите тоа, квалитети. јас доскоро тоа, мислам, луѓе во тимов мој почнаа да ми го свестуваат. Јас на концерт излегував вака. Само момент. Ева вака. Джамбас. Шамбас, шофер по-елегантно ќе оди од мене. Вика, Калиопи, справи се. справи се. Сега малце си го освестив. Тоа на после 50-та година, нели се е поинако. Па добро. Бројче? 31 роден денот на тато беше. Дали имаш некоја твоја омилена лоша навика што не сакаш да ја промениш? Иако ти За вика. Ина е. Да, Си ја за чуваш Ина е лоша неќа. Ау, прашањава многу ви се добри. Дури мене ме стават во дилема. Лоша навика што не сакам да ја променам. Да. Еве ти викале, нели промени вака, направи, не Па знам. да, борба имаше со нутриционистиве што ми го водат, значи режимот на исхрана, посебно пред секој голем концерт или турнеја, сум ставена на таков режим.
ми го исклучуваат кафето од саба, или луѓе викам без тоа кафе животот не ми почнува, денот не ми почнува и така што А сега не пиеш кафе виш? Пијам, како не? Па не ја менувам, нормално, не. Да, Не, минувам одличен одговор, да. Точно, така. И се сложувам со кафето и ја не би го Не оставила, да ти можам. кажам. И тоа колку и да посебно треба. турско. Турско-македонско, како без- сакаш наречи го, нели? Турско си е турско, турско, си да знаеме за кој се Turkish работи. Убаво такво, Тоа е. убаво такво. Јас викам да, еден Turkish Airlines. Ајде, Да, да, Turkish да. Airlines им дадовме малку така. Дај уште едно бројче, ајде, а, нас гратис нека оди. Дај едно бројче, ајде. Колку имаме број? 30. И имаме па ти да го повториш. Ке ставам друго прашање. Ај 7, срекна. Се за емисијата, ајде. Што правиш кога никој не те гледа, а никогаш не би го признала тоа? Значи дома, веројатно. Пак те Никој нема. замислив. Ја сам, да, сама сам. О, нема да ми се верува. Кога сум лута на себе и кога знам дека нешто сум погрешила, си застанувам пред огледало и да... Сама Срам себе се да ти е, караш? да, на глас, ама на глас, луѓе, не ми се... И после, кога ќе заврши сеансата, си леле, фала Богу, што добро е. нема никој покрај тебе, кречат, ова е готово. Ама добро е Види, тоа. добро е Не, тоа. тоа го како правам, сеанс, тоа ти ми е... Спукуваш Само со на себе, огледалото, сам така со е. себе. Па, мислам дека повеќе сакам на себе да се испукам, затоа што дефинитивно тоа што сум го освестила кај себе дека не било во ред или нешто, и нормално имам право да кажам, мамето твоја. Ајде следно бројче, Ајде, бројче. Ајде, нека биде Уште еден. 3 бројчиња. Еден. Еден. Кога последен пат си се обидала нешто ново и сосема непознато, како на пример падобран, параглајдер, нуркање. Дали си таква авантурист? Дали си сакала барам ако не си се обидала? Во Париз Дакар Нуркање. дознавме. Да ви кажам право, нуркам, летам секој дневно, така да не ми фалат екзибиции. Нурни, длабоко, опа, пак горе високо, значи... Банджи, не знам нешто. Не би го Сакала, не би направила го тоа, направила. И затоа ја што не не, да, знаеш кога би го направила? Кога? Да знам дека банџито е толку сигурно дека нема да Да, се откачи. да, да. И јас не верувам дека секогаш сите технички нешта Доправности, да, се да, покажало така, низ времето, значи се тобогани се откачувале и така натаму. Да е нешто знам 100% сигурно, може би го сторила тоа, затоа што сум по природа авантурист. Јас не сум екзибиционист, тоа не верувам дека потребно е да си екзибиционист, туку повеќе е да си авантурист. Ама последно нешто такво возбудливо што го имам направено беше во Швајцарија со моите ученици, додека бев наставник по музика. И секогаш во Базел има Хербштмесе, тоа е саем на есента. И тогаш луѓе има еден таков забавен парк, лудило, и моите ученици, многу клевер, наставнички, ќе дојдете со нас на Хербштмесе? Да, викам секако ќе ве пратам. Ама ќе ни ветите дека ќе се качите со мене на Некоја ја луда викам, железница. окей, викам деца, нема проблем, ќе се качам, не знам каде треба да се качам. Ама ќе ни ветите ветено, значи нема предомислување. Викам, не бре деца, што ме мислите мене, јас сакам кул да видам со Да, деца. да, Одиме на Хербштмесе. Кога видов каде треба да се качам, дечки, Што е тоа? Она Тоа баунти, беше, тоа како да ти кажам, не, тоа Железница беше некоја? нешто, не. Тоа не А, сум што видела врти, така. веројатно, Врти, не. ами тоа внатре се врти и уште не знам што се Некој врти. шејкер. Ја не, али беше многу страшно. Шејкер, да. И јас сам овака, што ли ветив, немаше назад. И они, Не се симна? Да, во тоа време бев грил, фрау грил, ветивте. Не, скачив. И? А се симнав, не знам како симнав. И после тоа им реков, Симна кај готово. обликуван индонезија. Не, симнува, страшно. ли? Никога не симнува. Не симнува, да ти кажам, Нина. Тоа беше многу страшно, ама после они сите, не знаеш колку беа сладки. Ме чекаше ладна вода долу, па малку шекерче, нешто сладко После има. сватиле што направиле, Вика, веројатно. века, многу, Наставничка да знаев. Многу беа срекни и задоволни што сум им го исполнила ветувањето, ама не пожалив, затоа што на некој начин ми беше возбудливо, но
Много страшно. Много. Ма ете ке се памти, ке се зборува така. Така. Да, секако. Бројче, Калиопи, ајде уште две. Извинете, тоа не е се. Сега ми текна. Повторно уште едно лудило со моите ученици, на скијање ги носевме. Не ми текнува точно кој предел во Швајцарија и сега сите знаат дека јас не скијам. Арно, ама... Стварно беа за никаде. Преогрил, ќе се спуштаме со санки. Со санки, нема проблем. Луѓе, кога ја видов боб стаза, онаква една боб стазица прекрасна и санкава нормална. Бобсанка, таква ледена стаза? Не таква, него обична, ама стазата е така правена по тој принцип. И јас се качувам, а тие од озгора како одат нели на жичарата. Преогрила, а јас одам и сега гледам како да ја со нозете нели смеруваш. Точно и со телото. И сега јас мислам дека од странава е снег. И ногата као демек ја малку испружувам, демек да не отидам у лева. И само вака кога направам так, тоа било лед. И до долу додека стигнав, ногата лева тапан. Долго време си носев лонгета. Ете така, да знаете дека не сум баш неавантурист. Добро што не си ја скршила ногата. Да, добре. Тоа може ли да останеш таму? Лигаменти скинав, не се кирај се. Се едно смирено прашање, не треба бројува ќе ти го правя. Кој е најчудното место на кое што некогаш си заспала, Калиопи? Ова не интересира. Најчудното место во кое што никогаш сум заспала е во студио во режија додека го снимав на албумот Роđeni. И Рода ми рече само како можеш, а трешти музика гласно све. Јас толку бев, ама тоа беше навистина и емотивен период многу за мене во однос и на одговорноста што имав. Ја мислам дека од оптеретеност, од одговорноста која што имав, значи се суложив, имаш една кожна софа и на таа кожна софа сум си заспала. Овие сите се чуделе внатре што биле музичариве, продуцентиве, зашто и како. Ти значи во буквална смисла топнете будел. Не ме буди, па ти кажам право, кога се спијам, јас се спијам убаво. И сега има моменти кога некој ќе ми кажам дека е ова гласно или ова, викам не ми смета. Јас кога спијам. Да. Кога сме кај адреналинот, само уште едно као прашање, па ќе одиме со караоке после. Ајде уште едно да брцнеме. Интересно е, убаво ми дојде вака. Има добри одговори. Чекај само Да, кој. има. Ајде кажувај и бројче. Бројче 20 И два, ајде. И 22, тоа ми беше во Баку на Евровизија. Во финале, да. Дали некогаш си била заслепена за некој филмски лик или лик од серија? Како не? Уште како дете, нема да ви се верува. Династија. Жарко. Жалушевич. Не Лаушевич, другиот Жарко. Го глумеше Јастреб во еден партизански филм. Лелеко знам кој е Жарко. Многу е убав. Лелеке помнам како му беше презимето. Знаат, Јастреб. Ако знае некој, нека ни испиша тоа. И знаете што? Ме има запратено на Инстаграм. Too late. Касно е, злато моја. Шока ли опи. Готово. Ама ако види. Помина и Сутјеска и Нератва и све. И ти мене вика шока ли опи. Жарко Радич? Да, Жарко Радич. Во ова време? Тој. Во тоа време. Многу е убав и сега е убав. Камера, видете го. И сега е Ако убав. може некој едно зумче да види се која е симпатијата на Калиопи од младоста. Имам уште една симпатија. Мене ми беше Жарко Лаушевич симпатија. Кажи си ги го гугламе. Жарко го сакам да од човечки аспект, значи. Овој ми беше таков убав. Убавиот. Добро. И сега ќе ви кажам уште една љубов моја. Ајде. Да, поведи. Единствениот смек плав маж. Кој што ти се допаѓа? Роберт Редфорд. Бев долго време заљубена во него. Што значеше заљубување? Такво во некој лик тако? Го сакав, бекате го сакав. Татко ми на Анастасија Кински праќал писма на македонски, знаеш? Не. Ете, јас ти кажувам да знаеш. Значи, не ми се верува. Сите си имаме така по некој лик. Ама гледаш, например, пако мој, не сака да го спомнувам во емисија, ама пошто е значи, не знам, не постои поголем фан од него на група Queen и нема некој што знае повеќе од него за нив. И главен лик покрај Фреди Меркури му беше Брайан Мей. И кога почина Фреди, имаше желба да му напише, мал беше во тоа време и имаше желба да му напише писма на Брайан Мей. И ние викам, добро, сине, тоа е невозможно, она.
Ама он си го напишал писмото, си ставил марка и си го однал во пошта и напишал сам, па сине, која адрesa? Ништо, забравен ме и Лондон. Сите знаат каде го однесот. Гениалец! Ама толку бев, некако тоа ме израдува, затоа што сепак он си го направи своето. Тоа. Така. Ај малку да пиеме многу. Муавет се фати, а? Демек, малку пееше денове, сега, ајде да попееш малце, ајде, добро. Значи, високи штикли, црни чорапи. Да. Ја знаеш? И постопати значи колку убава музика сме имале бе луѓе, рок музика на времето, група Конкорд, група Зијан, група Лева патика. Какви легендарни numeri кои што и ден денес се пеат. Значи, знаете што само нас не достига во ова друштво наше? Однос кон нештата кои што ги имаме. И чување на Да, ние само сега се бавиме со некои прашања, зошто немаме ове, зошто немаме. Чекајте бре, луѓе, имаме многу нешта, ама ние тоа што треба не сме го испочитувале, па сега ни фали нешто. Дека научиме колективна свест, ќе биде подобро. Ќе биде, така. Од тука или од тука? Од каде сакаш, Калиопи, не треба да кажуваме. Кај сакаш, Калиопи, стани, седни, врти. Како ти доаѓа така на душата? Ама пази, има еден дел, пази. Ајде, кажи. Чекај, високи штикли, црни чорапи, се вртам кога треба и поставото велик ма бреда. И се, сите те гледат. Да, ние сме пратечи, вие сте претечи. Претечи? Нека претиме. Можа. Микрофончето за пење, ако имаш текстот и долу. Имаш текстот, сите пееме. Сакаш стани, сакаш седни, играме, седниме како сакаш. Пуштај плейбек. Односно не плейбек, мати. Дека имам како овде. се вртат по тебе, а ти така горда гледаш само пред себе, довикуваат свират, оспоруваат гора, а ти си ладна, ладна. Гледам и јас, која ми се чудам, за таква риба, сребнок се будам. Се мираш, па претуваш, Ма да, а ти си ладна. а јас сум гладна. Нема јавење концерт. Високи штикли, црни чорапи, вртам ако треба и по 100 пати твојот лик ме прогонува. Се насмеваш и ми се присторува, сите те гледа со поглед страва, а ти веќе не си. Што? Ми се допаѓа како пее. Да, викаш да си го слушаме. Па само му сметам. Се ладна. Убавице ладна. Ти пип, чекорот твој така одмерен и пип. Нема прекор, а така ти си ладна. Ладна. И глазно. Со штикли, црни чорапи се вртам ако треба и по 100 пати твојот лик ме прогонува. Се насмеваш и ми се присторува, сите те гледа со поглед стрела, а ти веќе не си. Не си ладна. Поминат или уште трае? Одлично, помина, Трае помина. уште, ама не мораме, а? Ајде, нека дотрае. Ајде, нека дотрае, ајде, до крај. Ајкам да те одморим малко. Океј, пази. Се вртат по тебе, ти така горда гледаш само пред себе. Довикуваат свира, озборуваат горат, а ти си ладна. А ти си ладна. Тоја ми се Ајде, идеме. За таква риба сред ног се будам. забележуваш. Па вика, Се живо распаметуваш, Хеј, а ти си ладна. ладна. Ладна и гладна. Штикли, црни чорапи се вртам
вртам ако треба и постопати твојот лик ме прогонува, се насмева, шуми се присторува, сите те гледа, а ти веќе не си. Сите те гледа, со поглед стрела, а ти веќе не си. Не си ладна. Каква песна? Одлична песна! А и каква емисија! Имаме добар продолжеток. После рекламите не очекува предизвикот со Калиопи и уште многу интересни Само прашања. чекај малце. Конкорд, ве молам, извинете. Што ви арминира песната. Супер си! Се подсетивме на еден одличен. Се враќаме 11 октомври, вие сте сите на Телма телевизија и каде на друго место, затоа што таа е она која што ќе ни приреди уште еден спектакуларен како и сите незини концерти на 19 октомври и е во нашето студио. Не ја најавивме на почетокот со Бато, а мене ми е една од омилините, знаеш која? Која случај? На грабуси, Калиопи. Лео! Калиопи на грабуси сега. Многу ја сакам Лео. Како иде? Лео, рипле носи, Лео, брзо вози, Лео, никогаш не е сам. Не го зедов ни микрофонот. Ајде, колеги, земете малку голтка вода за грлото да го наквасите, така е. Знаеш како? Гаргара една да направим. Најдобра работа за сите пејачи е водата, така што ве молам да го запазите. Знаеш, што не те прашав прииска, сакам да те прашам, не знам дали сум те прашала никогаш во животот на интервју. Кажи, мила. Никогаш имам слушнато дека кога си сакала да бидеш оперска пејачка, не знам тоа дали е точна информација, нели? Ти рекле треба да избереш или ќе бидеш оперски пејач или ќе бидеш поп пејач, односно изведувач. Дали е тоа вистина? Ајде одма да мислам дека треба да дадам најточен, прецизен одговор на тоа. Јас паралелно, значи, студирав соло пеење во класата на Благоја Николовски, се сеќаваш, прекрасен наш тенор. И мој професор кој што навистина имам само убави сеќавања, претходно неговата сопруга во средно музичко училиште исто ме едуцираше, Марија Николовска. И сега паралелно го запознавам Ромео, тргнуваме ја правиме група Калиопи и почнуваме кариера која што веќе од самиот почеток, да ти ја спомна Лео, на Опатискиот фестивал направивме навистина бум. И мислам, освен тоа што имав професори кои што го сака тоа што го правам и што имав такви кои беа проблематични. И таа проблематика секогаш траеше со некоја, ајде да кажам, малку као подценување или ироничен тон во однос кога јас доаѓав од пат, па одев на колоквиум, па полагав и така. И тоа ми сметаше многу. Не можев да разберам во мојата значи, уште тогаш, иако бев млада, не можев да сватам зашто некој би имал проблем да подценува поп друга не можело да се носат две лубеници под нишка. А има една моја прекрасна пријателка, Олгица Христовска, која вели, па битно е колку ти е голема мишката. Така да, тоа е. И сега тоа траеше и мислам дека Роме го виде тој раскол во мене, дека се делам на две. И веќе бевме во заедничко живење и брак. И еден ден он ми кажа, Калиопи, века, гледам дека ти е тешко ова, реши, што сакаш? Сакаш да студираш? Значи, насочи се кон тоа, немаме проблем, јас тоа ќе го финансирам, значи никаков проблем да немаш, имаме можност, имаме средства. Или сакаш да правиш кариера. Очигледно дека ова вака не оди едно со друго. И јас реков, добро да преспиам, викам, па ќе ти кажам. И така беше. И преспав. Си преспав, си станав со бајлето и вака си станав од кревет и реков, знам што сакам. Рома, викам, јас сакам да правам кариера. И отидов на академија. Тоа беше најстрашниот момент, кога отидов во
да си го побарам во студентски прашања и индексот. Да си го земаш? Да си го земам, да. Текста на масата, дајте ми И тоа веднаш беше аларм вклучен, или? И тука прв се појави Благојче и уште неколку професори кои што навистина до ден денес нема никогаш да ги заборавам. И реакцијата беше што правиш, дете? Немој тоа да се откажуваш. Професоре, вамо ќе бидам Норма, Тоска, а вамо ќе бидам јас. Тоа е причината, викам, заради која што сакам да пробам да видам што е тоа што таму ме очекува. И до ден денес, верувајте, не сгрешив. Си ја пратев интуицијата моја реши. И чувството е прекрасно. Така е, да. Ете ми го одговорот. Така е, имаш целосен одговор, Бога ми. Супер, да. Сега чекаме со да и со не одговори на следните прашања, така ги нарековме, одговор со да и со не на табличката, конечно нема да служи само за ладење. Чеки сега. Да, пишуваш на неа, а со четкичето бришаш, ке се снајдеш. Четкичката е позади. И одиме пинг-понг, кате прашања, нели? Четкичето, тоа имаш четкиче. Готово. Ајде. Добро. Ке почнеш не, но или ја да почнеш? Да, можеме. Ајде. Дали некојаш си лажала за да избегнеш некој скандал? Да и не, одма пишувај да не, врти табличката, ако сакаш на прашањата можеш да дополниш, ако не, скогаш. Не. Чеки. Што направи? Пишувам на латиница, тоа не сме. Добро. На Македонија сме. Во Македонија сме. Та не и законски не можеме само. За законите многу не водам сметка. Се шалам. Друга прилика за Но ова е мое морално право. Не. Добро. Немало потреба за такво нешто. Секојаш се соочувам со неприлики, тако сум ги заслужила да се истараат до крај. Луѓе, не ви бришам многу. Браво бе. Дали некогаш си го заборавила текстот за време на настапка, Јупи? Каква е фацата, знаем. И на големите им се случува тоа. Срце мое, не да ми се случува, него и тоа. Знаете што е најголем абсурд? Ајде. Пеете ми, ајде со мене. Тоа е подобрата варијанта. Има полоша варијанта. Добро што сите ги знаат сите песни наизуст. Лошата варијанта е што јас во тој момент почнувам да измислувам нов текст. И тие се збунати сироти и сега ме гледат со неверица, чекај, она мора да знае. Тоа е полошата и најтретата лоша работа е што на Ромео песните текстовите, абе вака од прва ги путам. Моите што ќе ги напишам, си ги заборавам. Токму така. Веќе си ги ставила на листи за тоа веројатно. Така, срциња мои. Ајде, Нено. Дали некојаш си направила нешто непланирано за да импресионираш некого? Сурово искрено. И тоа, знаете, тоа е порано во младоста, во незрелоста. Сигурно, сега размислувам. Сигурно никогаш сум кажала нешто. Сигурно сум сакала некому да покажам што сакам, што можам и, нели? Така е. Знаеш колку вредам, нели? Тоа е работа. Така е, да. Дали некогаш Калиопи си размислувала да се откажеш од кариерата? Имала ли жолти минути? Има ли жолта минута и како ја надминуваш? Сите го чекаме одговор. Никогаш. Браво. За ова не може не. А имало жолти минути некогаш кога, знаеш, не... Не. Веројатно еден ден се погодило годината кај што ти преку глава. Има жолти минути, но тие не се предизвикани во однос на она што го работам, туку тоа били људски фактори. Така е. И човекот е најголем фактор кој што знае да те исфрли од чевла. Ама тоа е нешто што мора со тек на времето да се справуваме и да учиме. Знаеш, тоа е веќе дел од некоја попатна животна мудрост која што ќе ја стекнеш и ќе најдеш начин како да се заштитиш од такви влијанија, неправди, невистини, луѓе кои што долго време, например, сум живеела во светот дека сите луѓе ќе чувствуваат и мислат како мене. Бескрено сум верувала во добрината на луѓето, не сум верувала дека постојат лоши луѓе. И тоа го тврдам денес. Викам, нема лоши луѓе, има луѓе и не луѓе. Ама дека има не луѓе меѓу нас, тоа е секогаш една нешто во што не би сакал да веруваш, ама со тек на време сваќаш дека да, постојат и слаби луѓе кои што едноставно знаат да напакостат.
да те спречат одредени намери и така натаму. Тоа е нешто што морав да го научам потапно. Да, секако. Дали некогаш си имала таен профил на социјална мрежа за да гледаш луѓе анонимно? Да следиш некој анонимно, не. Добро, до душа социјални мрежи се поново време, ова е малку, нели... О, Боже. Не, добро. Фрајерство, никако, никад. Дали никогаш си пропуштила голема прилика поради недоразбирање? Кога? Овој човечкиот фактор што го спомена. Да, дефинитивно да, и тоа повторно заради таков човечки фактор кој што... Веројатно тоа, да. 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 Да го промениш твоето уметничко име, дали некојаш си помислила? Калиопи. Треба да го сменам името. Треба името скроз да го сменам. Гарант не. Не, ама имало исто упади во систем кога го снимав на албумот Роđeni, значи во Загреб. И тој албум беше всушност подготвуван, ова го неам кажувано. Ти извадив ме нешто скроз. Да. Само да си го наместам ова. Да. Прерамчето. Во Загреб снимавме, во студиото на Смолец. Со Златко Танодини беше аранжер и тоа е стварно една извонредна екипа од тогашни инструменталисти кои што ни гостува на албумот. И албумот беше поготовен во тоа време за Југотон. Југотон, денешна Кроација Рекордс. И Ивица Шкарица ги дочека на сон кога го снимивме албумот и го носат во Југотон тогашен и затоа и албумот е снимен на Јекавица, нели? Во секој случај, тие одат таму, они го преслушуваат албумот, фасцинирани, демек и е и комерцијален, и уметнички. И господинот вели во еден момент, ова Калиопи, група Калиопи, тоа е мало прекомплицирано. Многу му било комплицирано, ово мора да се смени. А Роме му рекол, тоа е неменливо. Доколку го објавите вака, во ред, ако не, си одим и си го земал албумот и му рекол Натано, идеме. И излегло тамо, значи, а не е вложено материјално, ни треба или да ни го рефундираат целиот трошок околу студија и се она што беше. И така се вративме бричени, нецеливани. Добро. И си дојдовме во Скопје. И сеќавам дека Ромеа беше во Штип на Макфест во жирито таа година, кога дојдовме назад. И таму го запознава Маријан Карен, кој што е продуцент на ПГП РТБ во тоа време. И се запознаваат и стануваат така по-пријателски расположени еден кон друг. И му вика, ние снимевме сега албум и ова, вика, може ли да го чујам? И му го пушта албумот, човекот воодушевен, вика, може ли ова да го земам со мене во Белград? Тој вика, да. И заминува за Белград, после 3 дена ни се јавува Карен. За жал, погина во сообраќајка пред многу години. Вика, дојдете во Белград да подпишеме договор. И во тоа време ние, Ван Гог, имавме албум кој што издававме и лицензното издание на Цукеро, Сенца уна дона, се објавуваше таа година. По тоа ги памтам сите овие настани и на ПГП РТБ не им сметаше Калиопи. Браво! А овие другиве нека им е криво. Нека им е И криво. затоа обстанавме со Ромеа 40 години. И Калиопи остана Калиопи. Ги бранеше бедемите на Калиопи. Така е, и да знаеш. Така е. Да, добро. Чекај сега. Добро. Дали никогаш си ги излажала фановите само за да избегнеш некој нисакан настан? Извинете што сум спора. Нема проблем. Ова треба фолдериве да се прегледаат. Дали сум ги излажала фановите? Некој фан, например, некој имал, не знам сега што, побарано од тебе и сега, нели, ти само затоа сакаш да избегнеш некој нисакан настан, како во таа ситуација. Не. Добро. Исклучително тоа и го научив во... Секако постојат и бели лаги, кои што се никогаш корисни и корисни може за да сите. се употребат за да се заштити некоја одредена личност. Но во принцип, уште
пак додека беше малечок, го воспитувавме во тој дух да секогаш се зборува вистината и се кажува, значи без оглед дали се работи за чувства, состојби. Луѓе, Некако, пријатели јас се. моите фанови си ги третирам и така, како Семејство. да, своји деца кои што едноставно растат со мојата музика и стануваат возрастни луѓе, па стануваат родители и така натаму. Мислам дека секоја изречена лага не допринесува за ништо добро и позитивно. Ова ќе ги интересира сите, а и нас. Дали имаш тајна колекција што никој не ја знае на нешто? Имав. Да не го пишувам. Да не пишувај. Леле, луѓе. Што е сега? Чеби? Кога се Не се чеби. преселивме, не. Стрипови? Кога се преселивме во Швајцарија, ама на тоа ме навлече татко му на Роме, а мојот тогашен свекор, значи купи едно плишано мече, купи друго плишано мече. Мечки Во имаш. еден момент имав луѓе полна соба со мечиња и мечки огромни. И Каде одеше купуваше меч? Он ми купуваше од секаде мечки и беше мегаломан, пошто таков човек си е даден од Господа си беше и мечка и са на крај кога ја донесе најголемата мечка и викам ау, ова не е на добра. Викам овде мора нешто да се смени и веднаш ги спакував сите мечи и ги однесов во дом за деца. Да. И тоа беше многу вав момент затоа што тие стварно се бејте за кого требало да биде. Така е. Да. Добро, ајде уште едно да издвоиме и Добро. можеме да преминеме на цртеж. Дали некогаш си ги носела истите облеки повеќе пати на јавни настави? Да. Па да. И Без очекувано. проблем, да ви кажам Без зошто. проблем. Ајде зошто? Немам проблем со тоа, мада денеска тоа е проблем, бидејќи живееме во време Во друго на време. интернет, кога секој дете има порано што беше убаво, една телевизија, Поминија со истото. и настапи кај што никој не те снима, никој не те регистрира, и ти една хаљина си ја носиш, брате. И за Онака, свадби. феноменално на сите можни манифестации. А сега, ако е нештото впечатливо и го има насекаде во еден момент на 100.000 места, значи ти веќе си обележан. Но јас што правам? Јас сум малку тука повешта. Знам, црното е моја боја, факт. Тоа е Се гледа. Тоа не е боја, да. Се гледа. Ама гледаш добре што се облеков од црно. Гледајте, вие двајца сте како уште пролет во есен. Ама празнично. Ма вие сте празнични. И многу сакам да работам со детали и деталите ги менуваат одредени нешта, Обликите. ама за жал веќе ова време не ми дозволува да повторам приказни Нешто на како порано по неколку пати. Но таа не ми смета затоа што во тој случај едноставно јас гледам во она што го носам да се чувствам пред се јас комотна и убаво. Без разлика дали сум на сцена, дали сум на интервју. Така и е. Така е. Па веќе си во таа фаза каде што нели тоа А може сега да си сум го во приуштиш и фаза кога дозволиш. гледајте ме, чудете се. Пејте со мене си во фаза, ајде. Па више, тоа е најважно, Еден да. цртеж кој што кога разговараш по телефон или правиш нешто несвесно си го црташ црташ. нешто што постојано тоа го повторуваш, а имаш пред тебе пенкалци лист. Баш би сакал како сега. што би било тоа нешто спонтано. Свеќе. Свеќе, па веројатно да, тоа е повеќе. Ова е као повеќе детелина со 4 листа. супер. И секогаш си ја, Покажи. пардон, се извинувам, детелина со 4 листа, тоа ама прекинав со тоа, пошто сватив дека се манијачам при тоа што го правам, затоа што реков, не. Без детелини. Како тој нашиот што влегол во Макдоналд кога го отвориле во Скопје, знаете? Не. После сите оние наши фантастични плескавици и бургери кои што сме ги правиле и сме ги јаделе во ниедно време на ноќта, многу не европезира, па Да, са, да. нели не можеме после 11 нигде да јадеме. Катастрофа. И Чичко еден влегува во Макдоналд да види што е, вика. И гледа на сликата. Хамбургер, ајде, хамбургер. И овој му го носи хамбургерчето. Шо? Ова е? Не, фала.
Така јас си велам, на некој може, на некој не фала. Уште кој чул дека и подфрит мора да прати екстра. А хамбургерот ванилица. 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 Не сам хамбургерот. Ние научени на хамбургер. Па на сликата толкари изгледаат во ова ново време, нели светот мегаломан. Вие сметате дека овие ќе се сетат да извршат атентат врз мене. Чим правам антиреклама, човече. Да, браво. Правиме реклама на наша храна, што е битно другото? Па нормално, па ние имаме многу квалитетна храна. Јас каде да одам надвор од Македонија, прво нешто што ми велат луѓе, леле колку убав народ сте вие, колку сте топли, колку сте приемчиви. Второ, каква храна имате? А плюс на сето тоа, каква убава земја имате. Зашто и самите не сме свесни. Така, се помалку. Посебно новите Па се надевам дека ќе си го свестиме тоа. Се сневи, не се вратив за џабе. 99-та година ја напуштив една од најубавите европски земји за да дојдам тука и да творам. И ниту еден ден не пожрав исто као што ја напуштив академијата. Така и Швајцарија, кога ја напуштив, реков, добро, фала, пријатно. Добро, фала, чао, јас си отидов. Така е, сонце моје. Така е, да. Океј, добро, фала за до сега. Одиме сега што имаме? реклами. А веднаш после тоа имаме предизвик стандард. Они предизвик на крајот на емисијата не е ни свесна кај опишна. Ај вие бога. Лаич не сум свесна кога дојдов тука, да. За кратко се враќаме. Еве не назад, Калиопи го скрши. Не сме ние, иако ние сме главни виновници, овој пат Калиопи. Ама требаше да го скрши. Требаше. Имаме игра. Може нешто да ви кажам, кога ме викнавте тука на масава и јајцево, кога рековте треба да се скрши, кога го видов живо, нема да ме тера да го пијам јајцево. За добар глас пред концерт. А никогаш ти пила јајце? Еднаш во живот и веќе никогаш. Нема потреба, нели? Има Не врска. секој може тоа, многу не секој страшно. може. Има врска за гласот, ама не секој може да го пие. Ја би јак. Јас сум пример исто Да не видиме може. што има. Ајде, што ќе кажеш? Ја едноставна Калиопи, Опа, значи го имаме јајцето чисто за да имаме увид до каде сме, нели, Добро, со Сонце. оваа чаша треба да полниме со вода од бокалот. Добро. Сите ќе ротираме, нели, ние ќе ти се придружиме во играта и треба да успешно ставиме онолку вода колку да не премине или претече од чашата. На тој што ќе му се случи тоа, да му Губи. прелие чашата, губи. Ако голкам тоа жолччето и готово. Ако дојде на мене, Добро, игра тече. изволите. Добро, чекај. Помалку и јас сакам така. И јак играм. Чекај, ти си пред Пак мене. се на... Пак Калиопи. Добро. Добро, чекајте, ја да направам повозбудлива. Ајде. Еј, башала. Напуни сега лоши. Па да одите со капка по капка. Срам да ти е. Капка по капка систем. Ху. А не, сега ќе му Пази, кажам, ја не пази, му пази. капка по капка. Ајде да те видам сега капка по капка систем. Чекај. Капка по капка, тој пола литар истори во чашава. Браво. сега интересното, чекај. Браво. Гледај. Браво. Сега да видиш. Ајде капко. Сега да видиш. Ајде капко. Ајде, Ќе се извлече. Не знам што си ти пред мене. Јас сум тука за да Те гледам. Ама ти изгубиш, борбена видиш си моето таква во игра, фијаско. Калиопи, Ајде да така ти си. видам. Да. Јарец сум јас. И јас. И ти исто, бакате, леле. 2 јарци против него. Става му многу лесно, Ајде, ние победете, направи Калиопи. дом. Пази, сега не Мислам оди дека изгубиме. се- Да, чекај. Ајде, дека побели. Што ме како беше? Стварно сте лоши. Стои да гледам. Малку. Ајде. Море, стави му малку повеќе. Ако сум лоша. Ама зашто ми се наврливте мене? Овде секој за себе се бори. Право си, Злата, стварно си за никаде. Ја ми си сега. Може со пипета? Стои линја. Ова е најдобрата игра. Јај, кате, кате. Не Кате, кате, ќе Имаш, пази, изгуби. не да чека бака, гледај, не, точка една само. Имаш за капка, Многу ајде. имаш за капка. Само не ја мрдај масата. Не го остави бокалчето, за да не истури, што сега.
Браво! Јас не го оставај. Леле, имам чувство дека ќе бидам јасна Самарена на крај. Не, може и јас, ова е више. Не, нема Готов си, шанса, Нено, ти ќе победиш. готов си, Нено, Не си ти, немаш ке... Ти реков? Поверате. Ке видиш ти? Ке видиш ти? Немој мене. Само внимавајте да не ти Кате, кате. Можеш, Кате, можеш ти. Можеш, сине, можеш ти, сине, можеш. Не можев да претпоставам дека... Браво! Дека една ваква... Не можев да претпоставам дека една ваква игра може да биде толку возбудлива. Деца, слободно кршете си по една јајца и слободно да си играте играва по дома. После да си ги спијете. Чекај. Чекам да се работи. Успеаве? Успеа, не ми се верува. Не ми се верува. Само не го оставај после овде на маса, пошто ќе капа. Глумец е тој! Ај, Калио. Овели Значи ја ставам намерно. Значи јас. Не, има шанси, Кате. Немам. Капка. Систем капка по капка. Значи, Како што кажав. и... Да бе, како што кажав, он го истори цел бокал направо. Добро, па иначе ако стававме малку по малку 3 емисии. Браво, бе, Кате! Браво, бе, Кате. Чекај, не. Леле, изглед пак, дефинитивно јас ќе бидам на Самарината. Овој ќе се излече пак. Не, ова е више гледај готова. Не. Нема Кате, шанси. овде малку тече од мене. Не, добро е, тоа е од бокалот. Какви сте двете? Ти давам Потври подршка. се. Ајде бе, Нено, па истори да бидеш и губитник. Кој он да биде губитник? А сакав? Па нема шанса. Ајде, Зашто? Не сум губитник, ти знај. Не се предавам до крај. Така е. Пејте си ја и терајте. И предпоставав дека волку ќе трае играва. Знаеш зашто? Бидејќи формата на чашата е таква. Да. И тоа е многу интересно. Са ми нагледаме. Тоа е. Сиротите ми. Ајде, една капка пушти само, ајде. Пази го! Ајде сега ти. Ајде да те видам. Ајде. Срце мило. Не ми се верува, дури и надвор, не, дури и надвор, па ствар. Прецизност, Калиопи. Толку сна. Нема толку е, нема ова е. Кате ке се потрудам да ти оставам Ние требаше играва на почеток на емисија да направим. пола капка, да издржиш капка. Сите надежни се во тебе. Не се смеј. Каја си Баш ме интересира. Ај, не се смеј. Не се смеј, ме интересира да. Знаете кој да каже? Браво бе, Кате, бе, те обожавам. Дај му го покалот. Колку ми се не. А леле ми се пушки. Ајде. Победник Ненад. Не, ова беше джентлменство. Тука, немаме време. Сега, ајде сред. Добро. Па, екстра забавно беше. Многу добро. Фала ти за се, затоа што ни ја направи емисијата уште побава, затоа што ме удостои со нели твоето присуство, а и со тоа и нашите гледачи на Телма. Многу ми беше мене забавно и бескрајно интересно. И се гледаме на концерт. Гледаме на 19 октомври, ако никој не знае, а верувам дека нема такви, значи сите во Борис Трајковски, веројатно има уште место?
Ке видим. Ти правиме 2, 3, 4, 5, ајде, не се закирај. И како идеме сега? Ела, ќе пееме? Или никој Може, ќе ја пуштиме ела, да може да уживаат нашите гледачи. А вие, почитувани гледачи, имајте убав празничен ден и викенд и се гледаме во понеделник 17:15. Уживајте со ела. Crni fustani i lažni nasledki, ulicita se prepolni sa nekoj čudni likovi, a ti naivna i iskrena po ovoj polusvet. Misliš ti te cvekinja, bo pupka krije cvet. Ela pogledni vo sebe samo, za plaćenje ti treba ramo. Vreme to će čukati kad taka, nemoj Ela, ne si pravi vaka. Ela, Ela, duša vrela, mirisaš na radost cela. Hrabra si, no znaj, neka svet odne raj. Ela, Ela, rozo bela, se ušteti, ne si zrela za ovoj čuden svet koji ne vredi ni pari pet. Ajde, Ela, zastani, ne vrti se okrug. Sito tvoji problemi i kroji nekoj drug. Se koji može se komu onda prodade. Da li poskapo i leftino, to a ništa vredno ne, ne. Ela, poglednimo sebe samo, za plaćenje ti treba ramo. Vreme to će čukati kad taka, nemoj Ela, ne si pravi vaka. Ela, Ela, duša vrela, mirisaš na radost cela. Hrabra si, no znaj, neka svet odne raj. Ela, Ela, rozo bela, se ušteti, ne si zrela za ovoj čuden svet koji ne vredi ni pari pet. Ela, poglednimo sebe samo, za plaćenje ti treba ramo. Vreme to će čukati kad taka, nemoj Ela, ne si pravi vaka. Ela, Ela, duša vrela, mirisaš na radost cela. Hrabra si, no znaj, neka svet odne raj.